Дерогативните називи за албанците и ромите, но и за македонците, се најчестата причина за дискриминација во првите 6 месеци од годинава, или користењето на таквите погрдни зборови, дискриминацијата при вработувањето, платата или во пристапот до услуги поради национална или етничка припадност, најчесто биле пријавувани до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Од јануари до јули стигнале дури 208 представки по 22 основи, а во 32 случаи се утврдило дека имало дискриминација. 1/4 од вкупните представки биле токму за дискриминација од национална или етничка припадност. Се дискриминирало и за политичко уверување, за образование и за верско уверување, па дури имало и навреди за здравствена состојба. Лично својство и општествен статус 36 представки или 17%, политичко уверување 26 представки или 13%, образование 20 представки или 10%, попреченост 15 представки или 7%, пол 13 представки или 6%, припадност на маргинализирана група 13 представки или 6%, религија или верско уверување 13 представки или 6%, здравствена состојба 13 представки или 6%. Имало и пријави за дискриминација по основа на јазик, социјално потекло, боја на кожа, раса, род, родов идентитет, па и сексуална ориентација, но тие се најмалку. Општо и генерално за сите случаи дискриминацијата се случувала на работните места. На работа се случиле 97 од вкупно поднесени 208 представки или 47%. Јавно информирање и медиуми 25 представки или 12%, образование, наука и спорт 21 представка или 10%, пристап до добри и услуги 18 представки или 9%, социјална сигурност, вклучувајќи го и подрачјето на социјална заштита, пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и здравствена заштита 16 представки или 8%, правосудство и управа 14 представки или 7%. Според Комисијата нема драстична промена во бројот на пријавите за првите 6 месеци, споредено со минатите години. 7% помалку пријави стигнале годинава за разлика од јануари до јуни лани.